Доктор Ана Франговска, кураторка, е наша гостинка. Добро утро официјално. Добро утро. Што за вас представува Светскиот ден на уметноста? Каква е символиката на овој ден? Па знаете како тоа е, да речеме, еден релативно млад празник на уметноста, воспоставен од 2012 година, што значи дека некои си 13 година се прославува. Генерално, неговото значење, според мене, е да се подигне свеста кај популацијата за значењето на уметноста и за тоа да се мотивираат сите луѓе повеќе да слушаат и да следат уметност. За нас, што работиме во културни и уметнички установи, тоа е нели секојдневие. За нас секој ден е ден на уметноста. Од тука интересно е тоа кога се организираат разновидни настапи со цел да се примамат луѓето да размислуваат за уметност, да посетуваат уметнички институции, музејски институции, галерии, театри, концерти и така натаму. Така да од тој аспект според мене е многу важен и суштествен овој ден на уметност. Ана, каква е улогата на уметноста во денешното општество? Дали сметате дека таа се менува? Апсолутно. Значи, како минуваат години, децении, векови, како се менуваат општествените, политичките услови, како се менуваат техничко-технолошките состојби, така се менува и уметноста. Така да таа се адаптира соодветно на времето во кое што живеем. Реагира на претходни појави и навестува нешто што следи понатака. Така да итекако уметноста е некаков си генератор на случувањата општествени и предвесник на нешто што ќе се случи во иднина. Така да уметниците се итекако општествено одговорни индивидуи и тие чувствуваат потреба преку уметноста, преку тој емотивен чин да го изразат својот став, своето размислување, своите емоции. Апсолутно, апсолутно. Затоа што е тоа многу софистициран начин на комуницирање со публиката. Не е тоа некој директен и агресивен атак врз публиката, туку е тоа полно со емоции, полно со разновидни сензации и затоа е тој допир многу поблизок. А дали сметате дека е доволно цената и поддржувана од друга страна од општеството? Зависи каде како. Секако дека секој еден е свесен дека уметноста е она што ја гради културата и идентитетот на еден народ. Значи, секогаш каде и да отидеме, ние се фалиме со тоа што имаме традиција, фолклор, уметност. Додека зборуваат и фотографиите го зборуваат. Апсолутно, значи тоа е тоа што нас не препознава насекаде во светот. Од тука таа мора да има важност за секое едно општество. Иако знаеме дека уметноста е изискува доста високи финанси, доста високи буџети. Се случува таа да има некаква во зависност нели од типот на уметност, да има оддржливост, значи да враќа финансиски бенефит, меѓутоа многу често се случува и уметниците или уметничките институции да не придонесуваат во голема мера за економскиот бенефит. Меѓутоа, мора да се финансира во уметност, мора да се цени уметноста, затоа што навистина тоа е нешто што не прави насекаде препознатливи и го дефинира нашиот идентитет. Кога е тоа така, дали младите уметници добиваат простор и добиваат поддршка од друга страна во своето изразување? Апсолутно да. За среќа имаме институции од различен тип и профил кај нас. Значи имаме институции кои што се занимаваат со уметност која ја создаваат помладите генерации. Нели имаме институции кои што се занимаваат со уметност која што негува, афирмира уметници кои веќе имаат изразен карактер или биографија или творештво и така натаму. Така да за секој еден кој што навистина сака уметноста нема ограничување во тоа каде и како ќе го изнесе својот став и каде ќе се изрази и каде ќе стапи во некаква си медијација и комуникација со публиката.
останува на спремноста и комуникативноста на уметникот да успее да ја профилира својата личност и да стане достапен и пристапен до професионалците кои што работат во институциите, а потоа целата медијација е многу поорганизирана и поструктурирана. Сега ќе ве прашам нешто неблагодарно. Кој проект ви е најдраг? Знаев. Тоа е многу тешко прашање, затоа што навистина секоја година имате по некој проект со кој што толку се соживувате, што не можете да го издвоите од останатите. Секој си има свое значење, своја тежина, ве научило нешто ново, сте преминале кон некоја наредна фаза. Морам да кажам дека моето искуство со курирање на македонскиот павилјон на Венециското биенале било едно од најголемите искуства кои што јас во мојата професионална кариера сум ги стекнала. Тие биле 3 наброј, сум почнав уште многу млада, 2014 година со првото представување, тогаш не бев многу искусна, се уште ги опипував тајните на курирање на македонски павилјон, на една така одговорна задача помеѓу големи зверки, помеѓу светски имиња. Меѓутоа, наредните две, изминатото во 2024 и предходното во 2022, веќе навистина кога имате некакво искуство и локално, но и меѓународно, се беше поедноставно и чинам дека тука се гради еден здрав професионалец кој што знае да се бори со сите предизвици кои што се појавуваат на патот, затоа што ниту една професионална работа не е лесна. Секогаш има бариери кои што треба да се прескокнуваат и тие бариери се прескокнуваат благодарение на искуството кое што го стекнуваме низ нашиот професионален развој, така да колку сте поискусни, толку е тоа поедноставна постапка. Така да би ги издвоила, значи, овие курирање на венециските биеналиња 24 и 22 година. На проектот на Славица Јанишлиева и на проектот на Роберт Јанкуловски и Моника Мотеска. Ги прашавме граѓаните за тоа колку често и дали воопшто одвојуваат време од слободното време за да ги посетат музеите, изложбите, интересна тема. Нашите културни институции. Па ајде да видиме, колешката Тијана Петрески беше меѓу нив, да ги слушнеме одговорите. Уметничкиот начин на живење не значи само доживување на светот преку сликите и уметноста, туку тоа значи представување на нас со нашите најдлабоки емоции. Добро утро. Посветувате ли доволно време на уметност? Да, кога имам време. Па обично си ги гледам тие тамо доѓаните со слики, така ми се убави. Така да не многу. Луѓето имаат побитни проблеми од уметност. Барем ја така мислам. Од моето работање таков впечаток има. Цртам слики, но сега сум у пензија и немам време, си чувам рука. Не сум уметник, не се разбирам од тоа, а треба да игра. Ги разбудуваат ли вашите најдлабоки чувства и емоции? Па зависи сега што гледам, што слушам. Иначе, така. Кој ви е најдраг начин на изразување на уметноста? Па е портрет работење, икони работам. Пейзажи претежно си цртам. Пробав да цртам и фигури актови. Супер ми оди. Уметноста заслужува поголемо внимание во нашиот секојдневен живот и треба да расте во нас како што ние растеме со неа. Така, тоа беше колешката Тијана Петрески. Добро, се одвесува прашањето во иднина, во продолжение за иднината и за тоа колку и дали уметноста влие на општествените промени, колку може во иднина да влие, но од друга страна колку општествените промени влијаат во перцепцијата на уметникот. Ајде, сори. Интересно, мислам убаво беше што сте ја спровеле оваа анкета, затоа што како што зборевме нели во паузата додека одеше анкетата, тоа е навистина една слика и прилика на нашето општество.
Навистина, уметноста треба да е многу повеќе дел од нашето секојдневие. Чинам дека тоа е дел, тоа почнува од самиот образовен систем. Значи, ние кога од најмали нозе ќе ги воспитаме децата дека уметноста е нешто што ќе ги зајакне и исполни духовно, тогаш и ако тоа редовно се случува, уште од најмали нозе, уште од градинка, од основно, од средно училиште, да се посетуваат музеи, галерии, да се оди на театарски представи, да се посетуваат концерти, тогаш чинам дека целосно ќе се смени начинот на размислување и функционирање на обичниот граѓанин и дека тој повеќе ќе влегува во овие културни установи и ќе знае да ги користи благодетите на културата и на уметноста. Добро, и тогаш веројатно и полесно ќе се спротивставиме, така ќе кажам, на тоа општествените промени да влијаат толку на нас. Ние ќе ги диктираме промените. Знаете како, уметноста од секогаш била, мислам, начин на реагирање на општествените промени. Дали се добри, дали се лоши. Значи, уметникот не е популист, туку напротив, тој е голем критичар. Многу често уметноста е крик на случувањата. Така да, затоа велам, таа е и одличен медијатор за софистицирање на таа борба со промените. Колку често успева уметноста да ги промени, тоа е знак прашање. Има примери во историјата на уметноста, има примери во нашата рецентна македонска сцена, кога одредени уметнички проекти успеваат да направат одреден спин, нели, на некакви случувања со кои што сме сите засегнати и да влијаат врз дефинитивно промени на ставовите на политичарите. Меѓутоа, тоа е навистина многу тешко и проблематично, затоа што секогаш нели уметноста се остава на страна како нешто елитистичко, како сегмент од општеството кој што се занимава со убавото, а всушност не е веќе така. Во 21 век уметноста има навистина и како што да каже, и затоа и треба таа комуникација со публиката да биде многу поинтензивна и многу по-честа, за да ја подигнеме свеста и кај граѓаните за конзумирање на уметност, но секако и за да сватат кој е крикот на уметникот против некакви девијации во општеството. Доктор Ана Франковска, ви благодарам. Благодарам за гостувањето.